да зборуваме за важните општествени прашања, за кои другите молчат, да дебатираме со аргументи, да ги анализираме актуелните теми, да ги стакнеме позитивните примери дома, да ги промовираме нашинците во светот со кои треба да се гордееме. Да си кажеме, со Горан Петрески. Ја следите утринската програма на Телма. Во сенка на големата трагедија во Турција и на смртта на Благојче Илиевски од цистична фиброза, изминатиот викенд се случи еден настан кој помина во сенка, а несомнено заслужува исто така големо внимание. Зашто станува збор? Минатиот викенд екипите на полицијата од Тетово добиле пријава за две малолетни лица од Скопје кои се наоѓале во објект кај ски лифтот на Попова шапка и поради густата магла и силниот ветер не биле во можност сами да се стимнат на паркингот, односно кај објектите на Попова шапка. Полициските службеници од Тетово потоа интервенираа и со ратрак се качиле горе и за среќа оваа акција помина срекно со, односно двете малолетни деца од Скопје беа безбедно вратени долу и беа здрави. Исто така се случи и заглавување во снег на возило во Крушево. И тука, за сета среќа, овој случај заврши добро, односно беа извлечени безбедни, живи и здрави луѓето во автомобилот кај Крушевското езеро, кои останаа завеани во снегот. Токму за ова ќе зборуваме во продолжение со господинот Константин Циривири од Сдруженијето за заштита и спасување Асклепии. Господин Циривири, добро утро, добре дојдовте во студиото на Телма. Добро утро, ви благодарам на поканата. Така, планината е голем предизвик, страст за многумина, меѓутоа може да биде и скриена опасност ако недоволно се познава. И токму затоа постоите и вие и како ски патрола и како Сдружение за заштита и спасување не само во зимски услови, туку и лете од планината. Зборувавме, ги спомнавме последните два инцидента, иако вакви случаи има многу често. Да. Еве, кажете на почетокот како вовет во текот на една скијачка сезона. Колку вакви инциденти има каде што луѓе или остануваат заробени во магла, стути ветар или пак паѓаат на скипатеките па им треба лекарска помош, односно да бидат транспортирани до некаде. Патролерите, да. Во основа во една скијачка сезона патролата има меѓу 300 и 400 интервенции од различен карактер. Меѓу нив има интервенции кои се однесуваат на поголеми повреди, политраума или лесни интервенции, како што ова го споменавте вие во минатиот пат, во вашата најава, се извинувам, луѓе кои од одредена причина не можат да се вратат назад. Тоа се различен спектар на проблеми, да ги наречам, на планината. За среќа, овие проблеми се случуваат во периметарот на скијалиштето и многу лесно решавањето на истите, доколку не станува збор за политраума, меѓутоа многу покомплицирано е решавањето на проблемите што се случуваат надвор од, да ги наречеме, урбаните зони на планината, како скијалиште или одредени други места каде што има присуство на луѓе или механизација. На почетокот споменавте, планината е предизвик. Планината во принцип е место за живење. Во минатото луѓето живееле на планината и се раѓале таму умирале и ги знаеле правилата на функционирање на планината, како што ние денеска урбаните луѓе го знаеме правилото на живот во урбаниот свет. Семафори, има осветлување, има грејење, нема грејење и така натаму. И порано многу ретко се случувале она што денеска го нарекуваме инциденти на планина. Несреќи имало, како и секогаш во животот, меѓутоа ова што денеска се случува е карактеристика на цивилизираниот начин на живење. Како што велите, направивте паралела со урбаниот начин на живот и тука спомнавте семафори, сообраќајни знаци, ако тие не се почитуваат, се случуваат несреќи. Така и планината веројатно треба да се почитува. И во таа смисла ве прашувам кога имате повеќе работа вие како Сдружение за заштита и спасување во лето или зиме? Конкретно Асклепи, бидејќи е фокусиран само на ски патрола, има повеќе работа во зимскиот период, меѓутоа ако погледнеме што се случува внатре во Националниот сојуз за планинско спасување и единствената професионална 24/7 служба во Охрид, они имаат многу повеќе работа во летниот период, што е логично. Летно време има повеќе луѓе на планина,
Бројот на несреќи е право пропорционален со бројот на луѓе што престојуваат на планината. Основната причина е непознавање на правилата што треба да се почитуваат при престој и движење на планина. Меѓутоа, инциденти се случуваат и во лето. Вие велите сте специализирани како ски патрола и затоа имате работа во зима, меѓутоа познати се оние примери на заталкани планинари и во летните месеци. Имаше случаи и во Пелистер, на Пелистер имаше случаи на исто така Попова шапка и на Маврово. Имаше гости од странство, чешки планинари, мислам, група во среде лето, не минатото, туку тоа 2021. Како се интервенира тогаш? Каква е разликата при постапување? Вие, освен што сте ски патрола, сте и лиценциран планински водич. Да, тоа на мене и бежот и така, и затоа го поставувам тоа прашање како се делува во зима и како се делува во лето. И потоа би се надоврзал со уште едно дополнително прашање, зошто спасувачкиве акции во последно време се оставени само на Центарот за управување со кризи и на полицијата, кога имаме вакви друштва и специализирани агенции како вашата? Прво, спецификите на спасувањето во зимскиот период. Спасувањето во зима е многу потешко, многу посурово. Имаме ограничено количество на дневна светлина во која што би требало да се реши проблемот и многу ограничено време на преживување на луѓе без дополнителна опрема. Подоцна ќе ве прашам и за конкретен пример, се извинувам што вака ве прекинувам, меѓутоа сега би ги замолил колегите од режијата. Вие ни испративте инсерти и од обуки за спасување, за спасувачки акции, меѓутоа и од некои спасувачки акции. Па нека одат инсертите, а вие ќе може да продолжите со одговорот на прашањето и да ги прокоментираме. Да. Значи, зимата е многу посурова, бидејќи дава многу помалку можност за преживување заради ниските температури и многу помалку можност на спасителите да делуваат во услови на дневна светлина. Денот е пократок, движењето низ снегот е многу потешко ако е обично пешачење. Овде гледаме како изгледа движење на малку пострмен планински, ова е веќе алпинистички терен. И каде ова е на планината Галичица, во цирковите под врвот Магаро. Минатата недела имавме почетен зимски семинар за алпинисти, инаку спасителите на планина ги рекрутираме главно од редот на алпинистите. Така да во основните алпинистички обуки, добар дел од обуката е само спасување и спасување на колегите, што потоа лесно се применува за спасување на други настрадани лица на планина. Тоа е за зимно време. Овде е една интервенција на ски патролата на Попова шапка на ски лифтот Г1, рутинска постапка, повреден скијач и потреба од транспорт со оваа санка или аки чамец до прифатната точка на паркингот во Попова шапка, каде што се превзема од медицинска екипа, дали ќе биде третиран на лице место или транспортиран понатаму во некој од медицинските центри, останува на одлуката на дежурниот лекар. Ова е вистински случај или обука некога па се симулира повреда? Ова е на обука во која што се симулира повреда, ако добро се сеќавам, затоа што некогаш вистинските случаи изгледаат многу помалку драматично од што обуките кога се трудат луѓе во што ќе ги најдеме на терените да ни помогнат за да снимиме нешто. Се гледа, се забележува дека не станува збор за некоја посериозна повреда, затоа и ве прашав. Некогаш да знаете, и не се забележува на прв лани со имавме голок. случаи мали деца 11-14 години кои што има сериозни повреди, по една, по две фрактури, а на изразот на лицето ништо не се забележуваше. Што е резултат нели на многу околности. Не секогаш изразот на лицето и однесувањето на повредениот укажува на тежината на повредата. И тука е прашање на искуство на спасителот како ќе постапува, посебно кога има повеќе повредени на едно место. Нели старо правило е тие што најмногу викаат, последни треба да добијат помош, зашто се во најдобра состојба. Така, добро. Бидејќи навлеговме и со инсертите се уште ги гледаме и актуелни. Ајде уште малку околу, спомнавте неколку стотици, можеби до 300 во сезона. 300-350 интервенции се во скијачка сезона и од една страна и среќа што ски сезоната кај нас трае пократко отколку во другите земји со развиени планински скијачки центри. Во тој случај би имале поголем број на несреќи. Во однос на овие 300, од кој тип најмногу се тие повреди? Најмногу се исчашувања на колено, на рамо,
имаме фрактури на клучната коска, фрактури на надлактицата, на зглобот на шаката и на подколеницата. Тие се најчести, секако има многу и гребнатинки, засекотини, и има и овие политрауми што ги споменав, што се многу стресни и за повредените, и за нас како спасители, и за медицинските лица, особено ако се случаат повеќе во кратко растојание. Така, прашањето кое го дополнив, а не ми го одговоривте, беше зошто системот е така поставен, кога имаме здружение како вашето, кое е присутно на терените на Попова шапка, во случајот во минатиот викенд, во саботата, во конкретниот случај, кога двајца малолетници од Скопје заталкале, односно се почувствувале заробени горе кај ски-лифтот и не можеле да се симнат долу, наместо спасувачката ски патрола да интервенира и да им помогне, биле активирани полициски службеници, па полиција се качувала од Тетово веројатно до горе, па била ангажирана ратрак да ги симнат луѓето. Па годинава ние не сме редовно присутни на Попова шапки. Во моментот кога се случил инцидентот, веројатно така требало. Да, не сме биле таму. Ние сме присутни само кога има надпревари на скијачката федерација. Вторникот и средата беа наши луѓе таму од одредени причини, што приватни, што на непостоење на системски решенија. Не зборам во центарот, туку на нивото на државата. И за жал, луѓето што се професионалци во спасувањето, значи во земја имаме Национален сојуз за планинско спасување, имаме една точка каде што повеќе или помалку функционира 24/7 служба за спасување, се прават обиди да се стават такви точки на други места во земјата и внимавајте, тоа се без средства од државата, значи со фондации, аплицирање во проектни активности, значи воопшто не е оптеретен. Минимално, можеби со оние 10-15% колку што е со ИПА програмата врската се обврзува државата, се ставаат во функција центри кои имаат способност да делуваат на било кое светско ниво и решаваат многу сериозни задачи, но за жал, заради тоа што нема системско решение, овие центри се волонтерски, никако не се влезени во системот. Значи ние кога интервенираме, како ски патрола, да, во рамки на центарот. Меѓутоа, ако сега отидам на Водно или на Скопска Црна Гора да помагам, никако ние не сме влезени во системот. Велите само ако сте ангажирани од скијачката федерација кога има ски надпревари. Да. Минатата година бевте официјално и на Попова шапка, да. А претходно и на Маврово. Ги обслужувавте двата скијачки центри. На кој начин велите што приводно? Тоа е прашање на добра волја на ски центарот, дали ќе ангажира здружение за законска обврска е на ски центарот. Значи сега си има други ангажирани кои се таму. Па не можам да коментирам тоа. Не знам, не сум дел од ски центарот. Велите системот нема системско решение. Што значи тоа? Системско решение нема на ниво на држава. Значи немаме ние во државата. Но велите дека има законска обврска секој ски центар да ангажира и ски патрола. Тоа е мала одредба и не е добро решена. Значи таму кај законските одредби за ски центрите измешани се ингеренциите на службата за обезбедување и службата за ски патрола. Ние меѓу другото и затоа и напуштаме, бидејќи по конечниот збор за пуштање на патеките во употреба според законот го дава лицето што е одговорно за безбедност. Security, значи некој што има факултет за безбедност, да речеме завршено, а не го познава скијањето, треба да одлучи дали денеска е безбедно или не е безбедно скијањето или вртењето на некоја жичара. Ако се случи проблем, треба патролерите да го решаваат. Тоа се апсурди кои што постојат, верувам, за жал, не само во овој закон и во многу други, и ја прават работата на еден патролер кој е волонтер, кој оди да помогне. Не дај Боже да излезе нешто сериски од контрола, тогаш и прво неговиот живот е сериозно загрозен, а второ репутацијата и иднината си навлекува многу проблеми. Затоа велат луѓето многу е пофино ништо да не правиме. Ако е нешто екстремно, крајно, тогаш ќе излеземе, ќе направиме нешто, ама вака не би делувале. За жал... Во која смисла? Да. Да, завршете мислата.
За жал, значи, имаме знаење, имаме луѓе во одредени места, еве го споменувам неколку пати Охрид, меѓутоа Асклепи има сериозна опрема, значи и механизација, и луѓе, и имаме стратешки договор со фрирајт операторот Ескимо на Попова шапка, што има 15 ратраци, што има 15 обучени луѓе, огромна опрема, значи да покриеме цела територија на Македонија во зимски услови. Асклепи, Ескимо и планинарски клуб Љубота, значи можат во зимски услови цела територија на Македонија да покријат, но не можеме да го правиме тоа. Зошто? Па нема законска основа, нема решение, нема врз основа на што ние би делувале. Ако сега Ескимо отиде со своите ратраци кај Титоврв да спасува некој, тој ќе влезе во строго заштитена зона на паркот и дури може да добие казна за тоа. Толку години сте во алпинизмот, сте се обиделе да делувате кај надлежните и да ги алармирате, да се средат работите како што треба, прво на хартија? Многу пати. Само оваа година председателот на Националниот сојуз Антонио Додевски има преку 100 писма напишано. Имавме во јуни минатава година средба на која што беа министри наши присутни, директорот на Центарот за управување со кризи, поканивме колеги од Хрватска, кој што е најдобар модел во Европа за спасување, да го презентираат моделот и кажаат да, овие се луѓето што... И што ви велат од другата страна? Велат, некои има добра волја и верувам дека заради целокупната поставеност на системот, едно или две министерства или еден или двајца луѓе не можат да направат многу, туку потребна е синхронизирана акција на повеќе луѓе. И се тоа што се прави во моментот е подготовка да има едно фронтално делување. Инаку никој не рече не може. Значи сите викаат да, треба, разбираме. Меѓутоа кој ќе треба да има екзекуција, значи дали на хартија, да не збориме во финансиска поддршка за службите, тоа нула. До сега е нула. Значи, кога велиме дека е штета што Македонија како планинска земја со толку природни убавини и планини, грациозни планини кои можат да понудат извонредни услови за скијање, не ни достигаат само скијачки центри налик на оние во соседството, не мора да се споредуваме со Европа, туку и ни треба законски решенија, многу работи да се средат за да развиваме скијање во Македонија. Па видете, ако отворате една улица, булевар, ако отворите, прво што правите, ставате семафори, пешачки премини, сигнализација, па дури потоа ја ставате таа улица во функција. Еден објект пред да ставите во функција треба да има осветлување, струја, вода, изолација, па потоа го ставате во функција. Така и со туризмот. Не можеме ние да очекуваме дека ќе изградиме имидж на врвна туристичка дестинација. Скијачка, за скијање. Туризам е тоа. Добро, генерално зборуваме, Македонија е планинска земја. За секој туризам што го зборуваме во Македонија на страна од културниот, ама и тој е поврзан со планинскиот туризам. Без планинска спасителна служба ние не можеме да бидеме компетентна дестинација. Ние не можеме да изградиме конкурентен производ, што прво што ќе праша туроператорот, прашува квалификација на водичи, планински куќи, систем на спасување. И, значи, не е убаво да ги лажеме, особено тоа се експерти што биле секаде во светот, во 5 минути гледа дали ја кажуваме вистината или не. Како е регулирано кај нас тоа? Никако или е регулирано секој? Има одреден закон за заштита и спасување кој е тотално нефункционален, значи тој одговара на времето од пред 30-40 години, може да ги задоволи. Кој е одговорен ако некој турист дојден во Македонија преку лиценциран туристички оператор, заталка во некоја во летни услови, заталка на некој од планините во Македонија? Кој ќе биде одговорен на крај според закон? Според тој закон што е заставен? Ова прашање што го поставивме на една седница кога разговаравме со повеќе представници на локална самоуправа и на државни институции. Имаме преклопување на повеќе закони. Преклопувањето е во позитивна смисла, бидејќи сите бараат значи одговорности од локалната самоуправа и од државните органи, меѓутоа нема доработка да имаме конкретна екзекутива. Вие прашавте конкретно кој? Значи луѓето ќе се јават кај 112 и 112 ќе го дистрибуира повикот најчесто кај полицијата. Регуларните обврски на полицијата се сосема нешто друго од спасување 24/7, за разлика, еве да земам службата во Охрид, тоа се момци што за 5 минути излегуваат на терен. Така, тие се подготвени волонтери, се јадрото, се вработени професионалци, имаат
огромен Значи оставено е на секој регион или на група ентузијасти, ако сакаат да бидат добри, да се обучат, да спасуваат и да излезат на терен, може. Ако не, треба полицијата да интервенира по рамки на законот и полицајците што се тогаш на смена, на работа, на пример, ако се случи тоа ноќе, тие да се качуваат на планина, иако можеби никогаш не биле на планина. И немаат, можеби во моментот и зимски чевли нема со него, ама ќе мора да оди, затоа што тоа му е наредба. А да не зборуваме, нели, како ќе се изведе операцијата. Тоа е исто како едно е кога одредена активност изведува од страна на квалификувано лице, кое што е апсолутно професионалец. Ние сме членки во спасувањето на меѓународната светската организација за планинско спасување. Секоја година имаме конгреси, се собираме и не испитуваат на некој начин. Имаме 3 дена теренска работа, ни даваат задачи. Ај сега ти покажи реанимација, ти покажи излекување од карпат, значи до кој ниво сме. Има сериозна контрола во знаењето и во квалитетот, меѓутоа не ја добиваме шансата што треба да ја добиеме, да му ја дадеме на општеството. Значи не да побараме, да му ја дадеме на општеството за да затвориме едно сериозно прашање. Неколку пати направивте паралела со сообраќајна сигнализација, што е во однос на маркацијата на нашите планини во Македонија, дали се тие барем добро обележени кога во другиот дел во сегментот спасување не е ништо регулирано, бидејќи маглата е чест проблем, нели, на планините, може да заталкаат луѓето. За летна сигнализација мислам дека најголемиот дел од планините се сосема коректно обележани, негде подобро, негде полошо. Имаме фантастични примери. Летоска во Галичица ставивме во функција неколку стотини километри патеки кои се обележани апсолутно по сите, по највисоките безбедносни стандарди со зимска и летна маркација. И тоа пружа значително подобрување на безбедноста и во летни, во зимски услови, дошто се става и зимска маркација вертикална со столбови. И тоа значи многу. Генерално, за летни услови патеките се добро обележани. Федерацијата на планинарски спортови прави сериозни напори и ја подобрува таа состојба од недела во недела. Буквално се подобрува состојбата. Во тој дел сме прилично во ред, меѓутоа во делот на сместувањето во високопланинските зони или прифатилишта сме апсолутно лоши. Веројатно ми одговоривте веќе, меѓутоа ете спасувањето на планина како систем, како организиран систем во светот постои стотици години, со векови. 300 години. 300 години. Кај нас во која фаза сме од тие 300 години? На почетокот или? Тешко прашање ми поставувате сега кога сум пред камери да Слободно, како да не сме пред камери? Ако не сме што би ми рекле во оф рекорд? Оф рекорд би кажал дека сме 450 години назад. Знаете што е трагично? Што имаме изграден систем. Во Националниот сојуз поставивме систем, тој е дефиниран за цела земја, сите решенија. Само некој треба да сака да го внесе. Има систем, има опрема, имаме идеја од каде ќе најдеме средства, како ќе ги обновуваме луѓето, цела една мрежа, ние мобилизирано 150 луѓе во целиот Само треба некој да го воспостави тоа, да го интегрира во... Само некој треба да го вклучи копчето и да рече да, овие луѓе ќе им дадеме... Кои се тие институции што треба тоа да го решат? Тоа е почнувајќи нели од владата, па министерствата. Кое министерство е надлежно конкретно? Не, овдека се дирекцијата и центарот за управување, секако Министерството за внатрешни, Министерството за одбрана. Повеќе нели законот повеќе институции, локална самоуправа, примарните органи се Центарот за управување со кризи и дирекцијата. Со Центарот за управување со кризи имаме горе-доле добра соработка. Да, видовме со Стојан Ангелов, со директорот на Попова шапка. Значи, од одговорот можам да заклучам дека кога станува збор, тоа е типично во Македонија, повеќе институции измешани и секој е надлежно да каже дека е ненадлежно и се префрла топката од едно во друго и така и вие талкате со години. Поминува кариерата, поминуваат ски сезони и летни туристички сезони така како што поминуваат. Јас мислам додека не остане оваа генерација што сега го води Националниот сојуз, они се околу 40 години, во следните 10 години ќе имаат енергија да прават многу работи. После тоа, ако не се најде решение, Господ на помош. Уште едно прашање, можеби сте вистинска адреса и вие за тоа. На нашето Скопско водно,
на оние обележани планински патеки, каде што често за време на викендите одат семејства со мали деца и се качуваат нагоре, барем кон средно водно, на истите патеки се спуштаат оние влюбеници во адреналинските спортови со велосипеди. Се случило да дојде до судар и како тоа треба да биде регулирано? Смеат ли велосипедистите да се спуштаат по тие патеки? По пешачка патека не смеат велосипедистите да се пуштаат. Апсолутно е недозволено тоа. Меѓутоа нема кој да го контролира и тоа треба таму. да бидат санкционирани. Кој да ги санкционира? Па предпоставувам Центарот за управување со кризи, полицијата? Не. Шумска полиција? Тој што е надлежен за контрола на подрачјето. Ако се парк шума водно под колку Скопје. што знам, да, тука се имаат овластувања, мислам дека нивните вработени. И која е санкцијата? Има предвидена Па санкција? мислам дека некакви мандатни казни. Согласно законот за планински патеки, знам дека има меѓутоа овдека е веќе нарушување на јавниот ред и мир, на безбедноста и треба да бидат санкционирани. На крајот рековме планината е страст за многумина, порано било начин на живот, односно и сега е за некои. Ние, луѓето кои живееме во градови, а планината ја сакаме за викенд, за одмор, за релаксирање. Веројатно, како што повеќе пати спомнавте, постојат правила. Накусо само околу тој планински бонтон, планината мора пред се да се респектира, за да ни врати со гостопримливост, инаку може да биде многу сурова, нели? Како впрочем и природата. Тоа е, знаете како кога одите кај некој пријател на гости што е од различна култура. Прво што ќе се обидете да го запознаете, па потоа да влезете со респект. Прво треба да се познава планината. За да се познава потребна е едукација. Едукацијата има во планинарските училишта, на други начини може да се добие едукација и таа треба да се следи. Потоа да се применува. Со примена на тоа што го знаеме, покажуваме почит, респект кон планината. Несреќи ќе се случуваат секогаш. Што и да превземеме, ќе се случат несреќи. Ама едно е кога несреќите ќе бидат 5 или 6% од веројатноста, друго кога веројатноста ќе биде 5, 60, 70%, како што е сега, за жал. Константин Циревири, Сдружение за спасување, ви благодарам за гостувањето во утринската на Телма и еве посакувам до следната скијачка сезона да се решат барем дел од овие отворени прашања. Па еве може до летната сезона, бидејќи јас со овим лазначкава ние многу повеќе работиме летно време. Така за летото не зборувавме многу. Да, може во некоја друга емисија да зборуваме повеќе за безбедноста во летни услови. Ајде само на крај, кои се најчести инциденти во текот на летото, освен заталкување, губење низ планината поради недоволно познавање? Од различна природа, зависи од категоријата на посетители. Некогаш се проблеми со кардиореспираторен, со срцево болни, некогаш се исколчувања, фрактури, зависно од луѓето што се присутни на планината и мотивот што го имаат пред себе. Повозрасни луѓе кои платиле некогаш и поголема сума да се качат на кораб, Титоврав или негде, тој решил да се качи независно од тоа што му препорачал лекарот или како треба да го следи своето тело и често се случуваат такви проблеми. Ви посакувам помалку работа, а подобро регулирана. Благодарам за гостувањето. Да, почитувани гледачи, и ова издание на Да си кажеме, во кое зборувавме за спасувањето, меѓутоа од еден поинаков аспект, ќе го завршиме со еден апел упатен од еден од волонтерите на Белите шлемови од Сирија. Тој се огласи на Твитер со драматично барање за помош. Еве, може да го видиме. Човекот вели, се обраќа кон светот и вели: помагајте, вие сте нашата последна надеж. Десетици илјади луѓе овде во Идлиб, се обраќа од Идлиб, град во Сирија, на минусни температури, на поларен студ, седат, преноќуваат надвор, во џамиите, во парковите, на јавните паркиралишта или во своите автомобили, во неможност да најдат друго засолниште, бидејќи голем дел од куќите таму се урнати или пак се недоволно безбедни поради серијата на автершокови и потреси, бидејќи тлото таму се уште се тресе. Тој вели и овој пат светот како да потврди кога станува збор за Сирија и неговиот апел е драматичен, бидејќи голем број, десетици илјади луѓе, повторно споменува, се оставени под ведро небо на температури под нулата. Да, благодарам за вниманието со кое не следите. Во студиото се враќаат Ивана и Ненад, останете со нас.